Кога врне во Пробиштип нема вода или во чешмите доаѓа матна. Поради ова околу 2000 семејства во општината секогаш имаат проблем. Матна е, темна е водата, црна, не е пријатна за пиење. Кога пиеме од неа заболуваме, или стомак не боли или нешто, имаме бактерии. Не бива ни за прање, ни за садови, ни за такво, ни за миење, ни за туширање, за ништо не се употребува. Па кој има дождови невреме, да, дешава се. Какви проблеми имате? Па нема вода. 2-3 сати, 5-6 сати, зависи невреме кога е. Веќе втора година општината со вода за пиење се снабдува од хидросистемот Злетовица, но техничкото решение не нуди стабилизиран извор на вода за пиење. Водата која што се зафаќа од зафатот на хидросистемот Злетовица доаѓа од реката и таа е со променлив квалитет, односно во зависност од тоа какви се временските услови се менува и квалитетот на водата. Ние тоа го филтрираме, иако имаме значителни проблеми при филтрирањето, односно се зголемува и се оптеретува филтер станицата. За решавање на проблемот досега се изградени неколку таложници, но истите проблемот не го решаваат во целост. Поради ова хидросистем Злетовица работи на проект, чија реализација ќе стави крај на прекините и матноста на водата во Пробиштип. Значи правење на 6 мали хидроцентрали, до кои хидроцентрали водата ќе се води со цевководи и тогаш ние сега на актуелните консултанти кои што работат на ова фаза им предлагаме да на зафатите кај што се за Пробиштип и за Штип да остават сами отвори, за да подоцна од тука користиме директно стабилизирана вода од самите цевководи. Но реализацијата на третата фаза од проектот хидросистем Злетовица треба да заврши за дури 3 до 4 години и ќе чини околу 65 милиони евра. До тогаш граѓаните се под здравствен ризик, но и многобројни технички проблеми, чие решавање секако ги чини и пари. Пробиштип годишно троши околу 1 милион и 200 000 метри кубни вода, односно 45 литри во секунда, и целта повторно е тие да бидат квалитетни.